Година и половина од смртта на 30-годишната родилка Елизабета Динева од Ѓавото. Останува мистерија од што починала младата жена. Сопругот на Елизабета вели дека не може да се помири со фактот дека здрава трудница тргнала на породување во Гевгелиската болница, а од непознати причини неколку денови по породувањето, Елизабета добива силни напади пошто е пренесена во клиничкиот центар во Скопје, каде по повеќе денови поминати во кома и починува. Семејството бара одговори, но и одговорност за згаснатиот живот. Не па сум известен како нејзин сопруг за случајот што се случува. Само знам во наводници дека сепса, причината за незината смрт, но институциите молчат. После толку време, веќе година, и 3 месеци, од кога се преложени документи до јавното обвинителство. Александар успеал да обезбеди копија од обдукцијскиот извештај во кој стои дека причина за смртта на Елизабета е сепса, но официјален документ не добил ниту тој, ниту обвинителството. Често сумњам, во институциите, не си ја вршат работа. Моje мислење, пошто не може, толку време поминато да нема ников одговор. Мојата ќерка е веќе уште малку 2 години, ке полни, прашува за мајка и, немам одговор што ти дадам. Сумнам да има неков притисок, од повисоки функционери за случајот, за да нема ништо, од резултати. Чисто јас барам, да испадне само правдата на виделина. Тој вели дека Елизабета имала уредна бременост, без никакви компликации, што го потврдува и извештајот од матичниот гинеколог од Струмица. Сепак, на денот на породувањето, нешто тргнало наопаку. Не ја дава, соодветна нега, се жален температура, секој ден, до ден кога беше исписана, од болница, беше испуштена. Ја земавме, дома и после саат време, се влоши состојбата, кај неа. Добија некои шокови, да се губи. Повикак, брза помош, дојде, млад доктор. И дадоа некоја витаминска, инекција. Рекоа, дека се е во ред. Јас им реков, да ја носат, во болница, дека нешто не ми се допаѓа, не ми се ареса. Доктор кажа, нема проблем, се е во ред, нека мирува, дома. Брза помош се замина, после саат време, пак се влоши, состојбата иста. Пак повикав, брза помош, дојде, сестра, постара, и мери притисок, рече само побрзо, да ја носиме до болница, оти ќе ја изгубиме. Од Велешкото обвинителство информираат дека предметот е оформен во Основното јавно обвинителство Велес на 7 декември 2018 година по поднесена кривична пријава од сопругот на починатата, кој ја приложил комплетната медицинска документација што ја поседувал. Надлежниот јавен обвинител издал наредба до Министерството за внатрешни работи да изврши разговори со лекарите кои ја третирале пациентката. По наредбата е постапено и записниците од извршените разговори се доставени до обвинителството. Со оглед на тоа што во приложената медицинска документација нема извештај од извршена обдукција од медицинската установа каде пациентката починала, надлежниот јавен обвинител во февруари 2019 година доставил барање до Институтот за судска медицина да изврши вештачење на причините за смртта врз основа на приложената медицинска документација. До овој момент институтот не одговорил на барањето на јавното обвинителство. Ова беше втор смртен случај во Гевгелиската болница по оној на дојранчанката Маја Кадиева, во кој пијани анестезиолози ја задушија родилката и нејзиното бебе.